Три второлигаши досега официјално променија тренер за новата сезона. Новаци, Беласица, Бреера, Струмица со нови предводници ќе ја стартуваат сезоната. И натаму има екипи кои имаат испразнато тренерско столче, но екипи кои размислуваат во насока да направат освежување во стручниот штаб. Кожув и Пелистер се екипите кои натаму немаат решено тренерско прашање. По ставката на Иван Варадиновски, Кожув остана без тренер и засега официјално клубот од Гевгелје се уште е без тренер, додека младиот штипски стратег го презеде Новаци. По испаѓањето на Пелистер од првата македонска фудбалска лига во втора лига, целокупното раководство и стручен штаб си поднесе оставка. Со тоа тренерското место на бидолскиот тим е празно, па останало на време кога ќе биде договорен нов тренер кој ќе треба да го води Пелистер во новата сезона. Битолчани ќе имаат само една цел – експресно враќање во првата македонска фудбалска лига. Како што претходно информиравме, Беласица за нов тренер го промовираше Мартин Алгјозовски, кој што е поранешен тренер на Бреера Струмица, а пак Бреера Струмица го представи Ѓорѓе Стојчев, кој што се враќа во сениорскиот тим на Бреера Струмица, кој што и во минатото го водеше тимот од Струмица. Двата тима се одлучија за домашно решение, наместо за тренер од друга средина. Екипата на Еурмилка од Горно Лициче, кој е повртник во втората лига, се одлучи да ја продолжи соработката со Јован Трајков, тренерот кој ги врати лисиците во второлигашката конкуренција. Во Соково нема промени и натаму Крсте Крстев ќе ги води жетварите. Во новата сезона ќе се надпреваруваат 14 екипи, ако земе фактот што веќе 3 екипи променјаат тренер, а 2 екипи чекаат да назначат нови тренери. И ако според нашите информации не исклуча можност за тренерски промени во уште неколку екипи, тоа би значило дека половина од лигата ќе направи рокади на тренерските позиции. Стартот на второлигашкиот шампионат е закажан за 15 августа. Првите две позиции водат директно во прва лига, третиот ќе игра бараж за прва лига против 8-миот тим од елитата, а пак последните 3 екипи директно испаднат во трета лига.